Почна четвртиот научен собир по повод светите 15 тивериополски свештеномаченици во Струмица. Научници и истражувачи ќе ги презентираат своите трудови на тема Епаминонда Попандонов и македонското народно-ослободително и антифашистичко движење за време на Втората светска војна. Традиционално организатор на симпозиумот е Завод и музеј Струмица. Работи за една исклучителна личност од поновата македонска историја, кој заземал важни позиции во нашата земја. Например, негова е идејата за формирање на универзитет во Македонија, да се формира комисија за македонската азбука и така натаму и така натаму. Се разбира, сето тоа се случува во времето на Втората светска војна, 41-45 година. Народно-ослободителната борба и антифашистичкото движење во Македонија беа кронисани со првото заседание на АСНУ, кога беа донесени многу важни одлуки на првото заседание, кои што денес се во темелите на современата македонска држава. Се надеваме дека на научниот собир ќе се изнесат нови аргументи и факти не само за личноста на Попандонов, туку и воопшто за народно-ослободителната и антифашистичката борба во Македонија. На научниот собир учествуваат еминентни истражувачи од институтите во Македонија и образовните центри, Универзитетот Свети Кирил и Методий, Универзитетот Гоце Делчев, од Македонската академија на науките и уметностите, институтите за историја, литература. Историчарите сметаат дека научните собири се исклучително важни за изнесување на нови гледишта и информации за личностите и настаните што ја одбележале македонската историја. Ваков тип на симпозиуми секако се исклучително важни, особено од аспект на состојбите во кои што во последно време се наоѓа и Република Македонија, се со цел да преку вакви академски дебати се дојде до едно научно ниво преку кое што ќе се рефлектират и одредени прашања кои што сега се засегнуваат на политичко ниво. Во се тоа што го прави музејот, една од основните работи е зачувување на колективната меморија на народот. Да речеме, музеј Струмица на локално ниво, меѓутоа музеј на Македонија на ниво на цела република. Но и после толку години се покажа дека се уште се негира македонската антифашистичка борба, а тоа е борба во која беше создадена македонската држава. Значи да се негира антифашистичката борба, значи воопшто да се негира државотворноста на македонскиот народ, бидејќи токму со таа антифашистичка борба ја создадовме државата. Значи тоа од еден актуелен аспект е многу значаен овој симпозиум, бидејќи треба да ги потврди и да ги зајакне со нови податоци, со нови аргументи, нови толкувања, нови синтези, сите оние работи кои досега ние ги знаевме за нашата историја. Научниот собир се одржува по повод 70 години Завод и музеј Струмица и 150 години од раѓањето на Гоце Делчев.